Македонецот никогаш не разочарал со својата хуманост, вели скопјанецот Кристијан Јандриовски, кој често пати организира хуманитарни акции за семејства на осудените од 27 април кои се во лоша финансиска состојба. Вели дека многу од нив останале без работа и се оставени на милост и немилост, за да може пристојно да помине за великденските празници. Едно од семејствата, Јандриовски, повторно организира собирање на финансиски средства, храна, но и облека за децата. И вели дека за сега е задоволен од одзивот на сите кои се понудиле да помогнат. Веќе 4 години го правам тоа активно и искрено презадоволен сум од одзивот на луѓето и македонецот никош не разочарал со својата хуманост. Кога ќе треба, еве сега последно пред вчера испративме или не, пред 2 дена испративме повики баш за великденскиве празници. Одзивот е одличен, така да семејството е среќно дека ќе биде среќно од аспект на тоа дека ќе може дома да помине како што треба, затоа што тие немаат и други финансиски приливи од никаде, освен тоа што ние ќе го повикаме и што ќе собереме. Семејствата на осудените често пати трпеле притисоци, вели Јандриовски, кој одржува контакт со повеќето од нив. Бидејќи ја знае нивната ситуација, знае од колкаво значење е кога некој би покажал интерес да им помогне и да организира вакви хуманитарни акции. Бркани се од работа, за колку повеќе да им се отежни на луѓето, тие потези што ги правеше власта и институциите што ги правеа врз семејствата, беа потези со кои се испраќаше порака кон другите дека еве што ќе ви се случи ако и вие тоа го правите, ако и вие бидете тие што се бунтуваат против оваа власт. Така да тука нема никаква лага. Не се само финансиските средства, може да се помогне и со пакет храна, облека или подмирување на некоја сметка, што на некои од семејствата би им значело многу. Покрај финансиските средства, многу би било добро да се заинтересираат. Прво да почнат да се заинтересираат за некое семејство, да кажеме. И нека го пикираат тоа семејство, да речат јас ова семејство сакам да го помогнам. И нека видат, ако има мали дечиња, ќе обезбедат некоја облека за школа, пролетна, летна. Може да обезбедат пакет храна. Може да се јават да кажат колку е вашата последна сметка од струја, да речеме, колку е 2000-арки, 3000-арки, да им ја подмират, да им ја платат. Има многу начини за помош. Некои од семејствата не само што останаа без сопруг, татко или син, туку останаа и без единствениот кој дотогаш заработувал. Токму затоа Јандриовски и повеќе негови истомисленици прават се за да им помогнат во овие моменти, кои за нив не се тешки само емотивно, туку и финансиски.